Зборот тримери потекнува од грчкиот збор трисмерис, што значи тридневен пост или ден на армасаните девојки. Првиот ден е чист понеделник. Вториот ден се доделуваат карневалските маски за прво, второ и трето место, а третиот ден е големиот празник Тримери. Овие 3 дена влегуваат во постот на големиот христијански празник Великден, што трае, значи, 40 дена или 7 седмици. Како што реков, за тие 3 дена, бидејќи се строги пости, армасаните девојки на тие 3 дена постат за да однесат кај својата свекрва благодат, значи берекет, среќа и радост во куќата. И затоа, за тие 3 дена, тие никако не смее да им се спомне постно, мрсно. Се е постно јадење, ама тие ни јадат, ни пијат. Тие се затворени во една соба и 3 дена ги поминуваат тука без никакво јадење и пиење. На третиот ден, чист понеделник, прв ден, вториот и третиот ден, тоа е среда, рано наутро одат на црква. Таму ги пречекува попот и од нив добиват благослов и добиват ајазмо, тоа е крстена вода од водици и нафора. Весели и срекни се враќаат дома. Кога доаѓаат веќе дома, пак се почнува со постно јадење, бидејќи веќе поминаа 3 дена што ги испостеа и сега, значи, се јаде само постно. Сега, зошто се слават Тримери? Бидејќи снаата успеела тие 3 дена да ги помине во ни јадење, ни пиење и за благослов од свекрвата, таа сака да ја дарува и да ја благослови. И за тоа таа приготвува 3 синии, порано се викале бовчи. Во тие 3 синии, првата, значи, синија, тоа е наотли погач. Зошто се вика наотли погач? Бидејќи е направена од наот и тој наот е со аванче, значи на ситни парчиња и ситнат, се става во вода цела вечер и рано наутро, значи, се месе со брашно и тоа се вика наотли погач. А ние денеска, значи, по нашо ја викаме чурек. Во втората синија се навоѓа богатиот емиш. Тоа се портокалите, сувото грозје, леблебијата, алвата а во третата синија таа си ја дарува својата снаа со нејзината облека. Тие 3 синии, свекрвата, со една нејзина посестрима, стара жена, со едно девојче и едно машко, одат, ги носат, значи, бовчите, синиите по нашо кажани, ги носат кај снаат. Таму ги пречекават многу убаво. При пречекот, кога веќе ја почастува тоа стара жена што е дошла на гости, таа дава благослов. Керко, да си жива, да си здрава, да се множите како зајаците, а да имате љубов како голабите. И тука веќе поседува малко, се понудува со ова се што е сервирано на масата и си оди. После неа, сега ќе ви кажам, после неа истото го прави и момата на навест, и сваќата. И таа, значи, пуште синија, па го дарува момчето. Сега, порано се одело во групи. И тоа од 50, 100, па и до 150 луѓе, значи, оделе во армасаната девојка. Ама денеска, како што оде времето, бројот е ограничен, бидејќи ние веќе славиме во ресторани, а таму не може да се собере голем број и затоа одеме во помал број. Сега, кога ги собира најблиските роднини, комшиите, пријателите и свекрвата ги носе кај сваќата, значи кај нејзината снаа. Тука бива пречекана од снаата и од мајката на невестата. Сите што доаѓаа госте, со себе носеа поклони и тие ја даруваат армасаната. Седнуваат на масата. На масата е поставено се постно јадење, почнувајќи од сармата,
која е направена од зелка кисела. Внатре во неа има ориз и мелени ореи. Потоа, карактеристичен на масата се наоѓа гравот, обично без зајтин, без се. Тука е ушафот, што му викаме, од сувите сливи. Потоа тука е зердето, направено само со ориз, вода и шекер. Тука е алвата, домашната алва, тоа се најважни што се наоѓа на трпезата, а да не заборавам, карактеристично, значи на масата мора да има боза. Седнуваа на масата и тука почнуваат да пеат, да се веселат. Свекрвата си ја дарува пак својата сна и дава благослов да е жива, да е здрава, да е вечна, голем берекет да ја донесе во куќата и со зборовите: Снао, до сега синот јас добро си го гледав, ама од сега натамо ти ќе се грижиш за него и ти треба да го гледаш. И си седнуваат, се послужуваат, почнуваат да се пеат еротските песни. Сега, јас се сеќавам, порано постоеше една циганка слепа, се викаше Марушка. Таа одеше секаде каде што имаше армасани девојки. Ја покануваа. Ке се качеше на масата, јас како девојче сум била со мојата мајка, ке се качеше на масата, дире во раците, шалвари и ке почнеше да свире, да игре, ама песните беа значи еротски. А тие еротски песни представуваат, невестата ја подготвуваат за првата брачна ног. Ама денеска како ќе ги пееме тие песни кога одеме во ресторани, тука има мали деца и некако веќе тоа се одстранува, ама обичајот не се заборава. Мислите ли дека веќе со текот на годините, како што спомнавте, замрува дел од обичајот што е за тримери? Се прават тримерски ручеци, да, но дали се прават во вистинската смисла на зборот? Ручоците ги праваме точно како што е, како се биле адетите. Тоа што го кажав, значи, гравот, сармата, погачата, емишот, па алвата, тоа значи обавезно треба да го има на масата. И денеска тоа се прави. Само овие еротските песни се отстранети, бидејќи одат и млади и дечиња одат. И како сега ти ќе почнеш да пееш такви песни, само тоа се отстранува. Кажете ми уште нешто. Убаво ми ги објаснивте сите обичаи, но од кога датираат тримери? И дали се тие само во Струмица? Тримерите, да ви речам, датираат многу, таа е една долга стара традиција, што уште во времето на големиот турски патописец, поминувајќи низ градот Струмица, тој има кажано: дојдов во еден град. Во ноќните часови видов како претрчуваат маскирани лица од куќа во куќа. И тој тоа го има запишено и од тога што е, значи, некаде, кога се биле турците кај нас, кога се менувале, некаде многу е одамна, трети ли век, многу е одамна. Таа е долга стара традиција. Ја има само Струмица. Сега почнува и Прилеп, и Кратово да ги изведуваат овие, одат по нашите насоки. Меѓутоа, не можат да го постигнат нашиот обичај. Тоа е стрикно тримерски обичај и карнавалите само за Струмица. Што символизираат карнавалите кога доаѓаат кај невестите? Кога доаѓаат карнавалите, еве сега, тие маскирани, каде што има невести, тие си одат. Поготово армасникот, направен со својата група, оде кај невестата. Он е така направен што невестата треба, значи, меѓу сите што се направени да си го познае своето момче. Ако го познае, ќе има среќа, ќе има радост во куќата. Ако не го познае, веќе значи се верувало дека нешто лошо ќе ја снајде во животот. И таа гледа што поскоро меѓу сите да го пронајде армасникот. И од кога ќе го пронајде, го прегрнува и со песни, со играње и пак со посна трпеза, цела ноќ лумпуваат и играат и така се веселат до раните утрински часови. Ги знаат ли младите денес традициите за тримери? Ги практикуваат ли армасани? Се одили веќе во дома, во домашни услови на армасаната? Ретко.
ретко. Само на овие што се постари лица, што им се постари родителите и тие ги применуваа обичаите. Традицијата е исто како што е била. Меѓутоа, младите се учат од постарите. Ние им пренесуваме на младите како е и тие таа традиција ја продолжуваа. Секоја година зима замах се повеќе, се повеќе. Само што сега е малку модерно, одат во ресторани. Како да им ја пренесеме на таа традиција? Па еве уште кога ќе почнат карнавалските денови, уште кога се правиме маскирани, секој со желба оде да се направа, па прашуваат дека има армасана, да одеме, да ја изненадаме. Значи без разлика дали го познават семејството дали не. Сите имат право, сите одат и таму убаво ги пречекуват, па одат во друга армасана. Тоа значи ние им го пренесуваме на младите, они прифаќаа тај обичај и тај ќе си остане вечно. Да. Уште само кратко да ми кажете, Распејани струмичани, колку години сте дел од овој ансамбл Распејани струмичани? Па да ви кажам, јас сум... Која е главната улога на вашиот ансамбл? Па да ви речам, јас како најстар член во овој ансамбл сум од 1984 година. Тоа се 40 години. Сум поминала доста, мислам, наставници што не водат со ансамблот. Сите од убаво по убаво ја изведуваа традицијата со тие убави песни, а песните се посветени повеќе пееме староградски народни песни, за да не се заборави, бидејќи преку песната се искажува минатото какво е било на нашиот народ. И за тоа, значи, еве сега и за нашите тримери, ние што ги подготвуваме песните, тие, значи, се со таков карактер. Пак и си имаме трпеза, пак и си настапаме со маски, некои маскирани и пееме песните, само еротските веќе, како што реков, не ги пееме, се отстранени, а традицијата си продолжува и понатамо. И уште нешто да кажам. Кога свекрвата ги однела гостите, значи кај својата снаа, после кога веќе тие си одат, истиот обичај, ова свакета, чека да си оде свекрвата, па она нејзините најблиски ги собира и се качувале на цареви кули. Таму, значи, се имало бозаджии. И викале, о, боза, ладна боза, купувале боза, пиеле, се почастувале од емишот, од погачата што свекрвата ја пуштила, таму се служат и после се враќаа многу задоволни и радосни. Ама тој обичај веќе кај нас не се практикува, значи одењето веќе не е како што е било порано, тоа е веќе прекинано. Останува на вас повозрастните да не следите во традицијата, да ни укажувате сите тие навики и обичаи. Точно, да си ја чуваме традицијата, бидејќи тоа е едно најголемо богатство што го има еден народ. Преку неа се гледа и тагата, и радоста, значи преку песната се искажува. Со последниот ден, значи тримери, завршуваат карнавалските денови. Можете ли само на кратко рефренот? Знам дека имате песна напишано за тримери. Може. Јас како една млада поетеса, не сум млада, годините поминаа, меѓутоа како млад член, значи имам напишано баш за тој убав ден, песната се вика песна за тримери. Ми ја компонираше Илија Ѓорѓев, Бог да го прости, тој е починат, и се викаше Костадинка, ти ја напиша, ти имаш убав глас и ти ќе ја пееш. И остави аманет да се продолже додека можеме да му се пее песната. И јас покушах и тука да се пее, меѓутоа ставихме друга песна да пееме, ај да не се пододарат, да не се исти. Само рефренот. Ке ви кажам, може и повеќе. Ајде. Радост си има, мајко голема, сна дома, мајко ќе донесам, куќа таткова ќе си отвора, среќа во неја јас ќе донеса. Тримери денес ден се празнува, синија мајко треба да спремаш. Што не ме мажеш, мила мајко, во градот Струмица? Градот Струмица многу ми е убав. Во него има, мила мајко, убави
моми и ергени. Младите кои доаѓаат со нас, често пати одиме да го презентираме обичајот во други места, младите кои доаѓаат со нас ги пеат понекогаш. На тримерскиот ручек се пеат на така наречени мрсни песни. Како на пример ја пееме Тамбура ми дрнка мамо, Насели се село на момино чело. На самиот ден на тримери се оди кај арбасаните во групи, маскирани, и се посетуваат во нивните домови. Нашата група Распеани струмичани е околу 25-6 члена со оркестарот. Иначе, ние како пејачка група сме 18 души. Значи, јас како релативно млад член во Распеани струмичани, како раководител некои си последните 5 години, се што гледаме едно убаво дружење и едно негување на една убава традиција. Дали е по некоја случајност, меѓутоа факт е тоа дека тримерските обичаи ги има само градот Струмица и никој друг град во Македонија. Значи, во Струмица само се овие денови кога се негуваат тие обичаи и тие адети, што би рекле старите луѓе. Во Струмица постојат многу групи, дали од маскемало, дали од фолклорот, меѓутоа Распеаните струмичани, дефинитивно тоа е факт дека се едни од најголемите негуватели на таа традиција, на таа тримерска традиција, со презентација на посниот ручек, обично во среда се паѓа, и кога овде и завршуваат фактички тие сите адети, се враќа клучот од карневалите и се обележува со специфичните тримерски песни кои ги има само во Струмица и струмичкиот крај. За понатаму, јас верувам дека ние како музичари со оркестарот, нели, како една врста истражувачи во традицијата, само ќе ја развиваме таа традиција и ќе пронаоѓаме плюс мотиви, плюс песни, плюс материјали кои секако транспарентно и јавно ќе ги презентираме на струмичката јавност и на пошироката јавност и целата држава.